Ако ви треба мебел за вашиот дом и канцеларија и тоа со 5 години гаранција, повелете во Магнус Мебел. Најдобри се без конкуренција. Од вашата плата издвоите 10 евра за рата и имајте се што ќе посакате. Кујни, спални, гарнитури, трпезари, тапети, врати. Само во Мебел Магнус. Најново и единствено. Уредете го вашиот дом по најнов тренд со сите видови декоративен камен и тоа по екстра цена. Посетете ги, за другото ќе се договорите. Мебел Магнус. Детски забавен парк е најновата содржина што денеска ја нуди зоолошката градина. Со финансии од Сдруженијето на пензионери од Битола, најмладите посетители ќе имаат можност да поминуваат повеќе време со своите баби и дедовци на вообичаените реквизити за детска забава. Се надеваме дека нашата соработка од страна на пензионерите со зоолошката градина ќе продолжи. Не, ова само е почеток. Само е почеток, затоа што кога се работи за доброто на децата, на нашите внуци, ние пензионерите секогаш сме спремни да помогнеме. Нека ова детско паркче биде во прав смисол забава за нашите внучина, за децата и за сите луѓе кои што ќе идат тука. Сега ќе ги задржиме што можно подолго време нашите посетители во зоолошката градина, а не како порано да речеме да служиме како еден изложбен магазин за животните, па да си заминат одма посетителите. Сега напротив ќе има каде да се задржат нашите најмлади посетители. На располагање на посетителите на зоолошката градина веќе еден месец и волонтерскиот сервис кој се реализира со помош на холандската амбасада во Македонија и волонтерски групи од невладината Биосфера. Јас сум доброволка на мировен корпус, работам со Пелагонија центар на зоолошка градина. Ке правиме проекти со деца, со волонтери во зоолошка градина и ова недела ќе биде зоолимпијада со деца од 4 години до 12 години. 3 дена од вторник, среда, четврток. Паралелно со збогатувањето на забавните содржини, зоолошката градина прави напори за реализација на проектот за реконструкција на градината и зголемување на бројот на животни сместени во Битола. Заврши тендерската постапка за изградба на живеалиште за нилски коњ, кој се очекува да пристигне пред почетокот на есента. Сега ќе отпочнеме со првата фаза, тоа се градежните работи, и се надевам дека ќе ги обезбедиме и остатокот финансиските средства за да го завршиме тој објект до крај на годината како би можеле да го донесиме нилскиот коњ во Битола. Семејството животни ќе се богати и преку соработката со зоолошката градина од Белград. Се надевам дека нашата зоолошка градина ќе ја збогатиме со 2 млади лавови, со 2 црноглави овци, тоа се афрички овци кои досега ги немало во зоолошката градина Битола и со 4 којоти. Се работи за нас навистина значајна донација и мислам дека доколку се биде во ред, дека тие животни би требало во почетокот на септември да бидат во Битола. Според првиот човек на зоолошката градина и партнерите во намерата за нејзина реконструкција, неодамна заврши тендерот за изградба на водоводната и канализационата мрежа, а за 10 дена се очекува да биде функционален и интернет порталот на градината. Најголем предизвик и понатаму останува незаинтересираноста на компаниите и правните субјекти од Битола за нивно активно учество во реконструкцијата на зоолошката градина.